Децата се умни глави. Маца моја вчера за малку ќе постигнеше државен рекорд во пливање, а јас од рао за малку ќе падне во базенот. За Блажета мој. Вчера откривме дека е талентиран за кошарка. Од 4 фрлања 3 пати го погоди луфтарот. Сопругот утре ќе го носи во некој клуб. Има многу мека рака. Не ги крши светилките. Деца, сите се надарени за нешто. Види што има во филџанот. Маца моја ми вели била најдобра по солфеж во музичко, ала ни немаше врска од солфежот. Немаш ништо, празен ти е филџанот, само ево овде горе имаш глас, убав глас. Да ви кажам за Блажета мој. Вчера гледам шета во трговскиот центар со професорката по англиски. Многу е сладка. Имаш кученце, значи верност, имаш средба и еве тука горе имаш тежина, но таа си одминува, мека. Ми вели професорката по англиски. Ако продолжи вака Блаже, не ќе му треба ни Англија ни Америка. А пак јас сакам деца талентирани за музика. Супругот мој како дете бил неверојатен талент за клавир. Велат и поталентиран од еден Симон Трпчевски. Ама Коста мој велат немал врска за пиење, но за фудбал бил тар. Мамичке, ми се јаде. дојде Злата. Што? Не таму, тука до мене. Ми се јаде. Прво се вели. Знам дека се вели добар ден, како сте, но ете заборавив, извинете. И што ти значеше пред малку на што е? Се вели да, мамичке. Повели, мамичке. Ми се јаде. Ти ме слушаш кога ти зборувам? Остави го детето. Гладно е. Дали ме слушнаш што ти зборувам? Сега ќе ме учиш како да се однесувам. Не сум јас виновен што татко ми има селско потекло, тој така ме учи. Остави го детето. Ма како да го оставам? Ќе го научам јас него да се однесува. Ќе ми каже во овде татко му имал селско потекло. Татко ми не свирал клавир в село, тој пасал овци и говеда. Ајде, престани, доаѓа ваму пред мене да јадеш. Не, ќе си одим. Поседете уште малку. Да му дадам да јаде. Ќе се собереме поподне кај мене на сладки. Да, пријатно. Пријатно. Ајде, даре да ти дадам да јадеш. Повели кафе? Ти реков, кафе не ми се пие. Добро де, не викај, ќе го испијам и твоето. Испиште 3 ако сакаш. Но добро, што ти е тебе денеска? Што ти е? Што ми е? Со вас подобро што сум жива. Со нас, јас не гледам двајца. Со тебе и со синот. Многу убаво си го воспитал, Петка. Како мислиш сум го воспитал Петка? Па така пред соседките. Знам. Треснал некоја глупост. Глупост, не ги ни поздрави. Добро де, сигурно бил гладен. А, кога е гладен, не знае што зборува. Таков беше дедо ми. На соседките им се пофали дека ти си го воспитувал. Јас сум го воспитувал, па за тоа двајцата сме одговорни. Тука што јас почнав да те фалам. Пред оние двете соседки. Можем си бил талентиран за клавир. Дара меќиниот им вели, тато не свирил клавир в село, туку пасал овци и говеда. Леле, ќе се убија. Може да седнам? Седни. Тата денес многу ја изнервирав мамичка. Гледам. Значи вие двајцата уживате да ме гледате нервозна. Па пред малку плачев, За оние двете не можам да ги гледам, ниту пак да ги слушам. Нивните деца се талентирани за се. А јас
Борани. Леле, Дарко, со таа боранија. Или ќе ја заборавиш, или... Пак ми се слуши. Сега ќе ги видиш талентите на соседките. И Блажето и Мацето не знаат да ги решат задачите по математика. Вие сте, повелете, влезете. Даре, ги реши ли задачите? Да, ги решив. Даре, помагај. Ти си цар за броевите. Ајде, ќе ви помогнам. Добар ден. Добар ден. Тате, момичке, ќе може ли да решаваме задачи по математика? Може. Ќе може. Леле, глупости. Во секое дете светка, со звезди едно цело, ќе добие чиста петка за секое добро дело. Умна глава супер служи, радоста во око цвета, срценце во коле кружи, средна птица и планета. Еден рацет, еден лили, па има цепа и Филип, летка, нетка, виолетка, даре Дарко, иди царко. Една дама, телеграма, богатата совсем става, зборот чуда што ќе прави, како часовник го нави, 300 адреси му стави, на целиот свет да јави, децата се умни глави, да се весели и здрави, децата се умни глави. Децата се умни глави. Македонска радио